да се подготвуваме за нелошото. Чинам дека овој повик од интервјуто на председавачот со Комисијата за надворешна политика во Европскиот парламент Елмар Брок за Die Welt ги сумира германските, а до одреден степен и европските очекувања од председателството на Доналд Трамп во Соединетите држави. Поминаа малку повеќе од 2 месеци од победата на Трамп на изборите и доколку се суди според она што се случуваше во меѓупериодот до неговата инаугурација, неизвестноста и исчекувањата полека преминуваат во блага нервоза и страв. Во прв ред, тоа се однесува на постојаната политичка архитектура на Европа во чија изградба Соединетите држави како сојузник и партнер имаа клучна улога. Либералните демократски вредности, безбедносно одбранбениот концепт преточен во НАТО алијансата и економската соработка. Се чини, се е сега ставено на коцка. Уште во првата реакција по победата на Трамп, германската канцеларка Меркел му порача дека соработката мора да се темели врз основа на вредностите на демократијата, слободата, почитувањето на владењето на правото и човечкото достоинство. Изјавите од обете страни во меѓувреме излега од границите на дипломатската куртоазија. По интервјуто на Трамп за весникот Билд во кое говореше за застареност на НАТО и најави воведување царински давачки за германски и европски производи, следуваа уште пожестоки реакции. Еве што изјави Меркел по тој повод. Also ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand und ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 27 Mitgliedstaaten intensiv und vor allen Dingen auch zukunftsgerichtet zusammenarbeiten, wirtschaftliche Stärke und effiziente Entscheidungsstrukturen, Einhaltung der Ziele, Reaktion auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das ist einmal der Kampf gegen den Terrorismus, das ist die Sicherung der Außengrenzen, das ist die innere Sicherheit und das ist der digitale Binnenmarkt, Arbeitsplätze. Das sind unsere Herausforderungen und mit denen werden wir uns sehr entschieden weiter auseinandersetzen. Und ansonsten sage ich noch einmal, meine Positionen zu den transatlantischen Fragen sind bekannt. Der Präsident-elect hat seine noch einmal dargelegt und dann werden wir, wenn er im Amt ist, und das ist im Augenblick noch nicht der Fall, natürlich mit der neuen amerikanischen Regierung zusammenarbeiten und dann schauen, welche Art von Übereinkommen wir erzielen können. Тоа беше изјавата на германската канцеларка, а чекор подалеку од неа отиде министерот за економија и лидер на германските социјалдемократи Зигмар Габриел, кој го смести Трамп во групата авторитарни лидери во друштво на Путин и Ердоган. Muss man irgendwie auch nicht die ganze Zeit Angst vorhaben, sondern sich der eigenen Kraft auch bewusst sein. Europa ist in einer Phase der Schwäche, ja, aber das muss ja nicht so bleiben. Es geht, glaube ich, nicht nur um Gerechtigkeitsfragen. Es geht auch um die Frage, wie werden eigentlich die liberalen und sozialen Demokratien wieder stärker und die autoritären schwächer. Denn Trump, Putin, Erdogan, Le Pen und noch ein paar von denen geht es auch darum, diese Form des Zusammenlebens, wie wir sie haben, wieder zu verändern. Тоа бе изјави на двајца водечки политичари во владината коалиција. Во опозицијските редови дисонантни тонови дојде од партијата на левицата, инаку најголема опозицијска по бројност во Бундестагот. Нивниот парламентарен лидер Сара Вагенкнехт смета дека Трамп ги открил грешките и слабостите на Германија и повика на распуштање на НАТО и негова замена со нов колективен безбедносен систем во кој треба да биде вклучена и Русија. Левицата, како наследник на партијата на источно-германските комунисти, традиционално со симпатија гледа кон Русија, па ваквите изјави не беа големо изненадување во германската јавност. Аналитичарите и науката се многу предпазливи во однос на Трамп. Во овдешната јавност најмногу се коментираше неговата најава за воведување екстра давачки и царини за германските автомобили. Институтот за светска економија од Кил предупреди дека доколку се остварат таквите најави на Трамп, ќе се случи трговска војна меѓу двата континента, од која голема штета ќе претрпи и американската економија. Од Сдруженијето на работодавачите на Германија велат дека блокирањето на слободната трговија и отворените пазари ќе значи пропаст за многу европски земји. Во секој случај, најголемиот дел од изјавите и проценките се базираат врз предпоставки, затоа што всушност никој со сигурност не знае каква политика ќе води администрацијата на Трамп. Особено што многу од неговите изјави се контрадикторни со она што го изјавуваат идните водечки функционери, без разлика дали се работи за Стейт департментот, Министерството за одбрана или за финансии. Конечно, и трендот во јавното мислење одразува недовербата кон Трамп во Германија. Доколку пред неговиот избор секој втор германец сметал дека САД се доверлив партнер, денеска во пресрет на инаугурацијата на Трамп, доверба во новата американска администрација има секој петти германец.